Она што е наш фокус се жените и нивниот пристап до пазарот на труд. Она што е карактеристично за нашето поднебие е дека жените се реално малку вклучени на пазарот на трудот и мал е процентот на активност кај жените. Она што е важно е дека дури и во ваква ситуација Агенцијата за вработување и Министерството за труд и социјална политика немаат некоја јасни правила за тоа како ќе ги таргетираат жените во со овие активни мерки. Па се покажува дека од податоците се покажува дека некаде во секоја од групите на активни мерки и услуги жените се опатени некаде помеѓу 33 до 40%, зависно од категоријата. Јас сум Марита Шачири, имам 31 година, живеам во Тетово. Не вработена сум повеќе од 5 години. Лани имав можност да присуствувам на една работилница организирана од Сдруженијето Женски форум, при што беше поканета и представничка од Агенцијата за вработување, која ја презентираше програмата за активни мерки кои се достапни за невработени граѓани. Па и јас како невработена дознав дека имам право да ги користам активните мерки и спроведување на програмата за самовработување, субвенционирано вработување и услуги за вработување. Но, за да бидат запознаени граѓаните за постоење на програмата за активни мерки, треба да се информираат повеќе од Агенцијата за вработување. Јас сум невработена веќе 7 години. Од 2013 година во Агенцијата за вработување се пријавувам од 2018 година. За активните мерки знам дека имам право и сум информирана преку интернет. За да ги користам мерките, агенцијата треба по мое да направи некои мали измени. Например, не ми се допаѓа тоа што има хипотека и би сакала да се продолжи грејс периодот од година и пол на подолго време. Жените од руралните средини имаат помал пристап од жените од Свети Николе, а причина која што ја наведуваат е немање воспоставен јавен превоз до и од сите населени места, пристапот до агенцијата да е полесен и поевтин. Поголемиот број на жени немаат имот на свое име, бидејќи во селата бизнисот се води во семено-земјоделско стопанство, кој имот се наследува од колено на колено. Меѓутоа, оние кои се запознаени со мерките, најмногу ги знаат програмата за вработување и субвенционирано вработување. За да жените бидат запознаени и ги користат мерките, потребно е да се воспостави редовна консултација со жени на кои ќе се презентираат мерките. Тоа треба да биде континуирана задача за да се допре до и од оние жени на кои им е потребно. Жените од урбаните средини имаат полесни услови за пристап до активните мерки за вработување. Зошто е тоа така? Затоа што едноставно имаат полесен пристап до информации, полесни се можностите за нив за користење на интернет, исто така имаат поедноставен пристап до центарот за вработување без да се изложуваат себе си на дополнителни трошоци. Кога станува збор за тоа за какви активни мерки најмногу се интересираат, жените од Тетовскиот регион, особено од руралните средини, најмногу се интересираат за обуките како една од мерките кои што се предвидени во оперативниот план, затоа што тука гледаат можност за самовработување, гледаат можност за работа и заработка од дома.
она што недостасува во самите активни политики и услуги за вработување е недореченоста во тоа како тие ќе се бидат имплементирани, односно премногу општата поставеност на мерките. Што значи општа поставеност? Тоа значи дека се дава можност на сите регистрирани невработени граѓани да аплицираат без при тоа да се има некоја јасна стратегија и политика за како да се приближат оние кои што највеќе им се потребни. Дополнително самите со нашите контакти со граѓани се покажува дека во изминатите години тоа беше пракса, да активните политики се креираат од горе па се спроведуваат надолу, значи нема оној механизам на креирање на политиките врз основа на потреби кои што произлегуваат од невработените граѓани. Дополнителен проблем кој што го ограничува пристапот на граѓаните до овие мерки е тоа што имаме голем број на нерегистрирани граѓани во Агенцијата за вработување, а регистрацијата е всушност основа за користење на овие мерки.